Благодарам, почитувани колеги и почитувани представници на владата. Моето прво прашање ќе го упатам до Министерството за труд и социјална политика и пред да го поставам прашањето, би сакала да го поздравам последното покачување на платите на вработените во центрите за социјална работа, затоа што вработените во центрите навистина имаат тешка работа, која што бара многу енергија, труд, посветеност и досега заслужуваа повисоки плати и навистина ми е драго што конечно го добија заслуженото покачување. Исто така го поздравувам и најавеното покачување за септември од 5% и верувам дека во иднина ќе продолжи покачувањето на сите вработени, вклучувајќи ги и вработените во центрите за социјална работа. По врска со ова би сакала да поставам прашање затоа што во центрите за социјална работа има вработени во служба за административно и помошни технички работи, кои што вработени претходно беа во подзаконот за јавни службеници, а сега се превземени со законот за административни службеници. Истите овие вработени кои што работат во центрите и имаат навистина обемни работни задачи, не се задоволни од последното покачување затоа што со истото беа изоставени. Вчера во медиумите излезе едно писмо од вработените каде што реагираат на последното покачување, односно бараат и истите да бидат опфатени и нивните плати да бидат покачени. Од тука би сакала да го прашам представникот од Министерството за труд и социјална политика, во овој момент е присутен заменик министерот, би сакала да ми одговори. За да не се чувствуваат дискриминирани овие вработени, дали се планира покачување на нивните плати и дали тие ќе го добијат покачувањето, односно ќе бидат изедначени со вработените кои што се како даватели на јавни услуги. Ова е моето прашање за кое што очекувам конкретен одговор и секако верувам дека нема да има потреба да чекаме на писмено да добиеме одговор. Второто прашање се однесува на една ситуација која што е актуелна последниве неколку недели и се уште актуелна и последниве денови, а тоа е за инспекторот Ѓорѓи Илиевски. Почитувани колеги, почитувана јавност, секојдневно слушаме, а и сега пред малку слушнавме каде премиерот најавува, односно охрабрува. Ќе ве молам, додека се обраќам на представниците од владата, очигледно дека ги молам пратениците и министрите да седат на своите места. Во моментот не е присутен председателот на владата, но имаме тука е неговиот заменик. Значи моето прашање се однесува конкретно за инспекторот Ѓорѓи Илиевски, која што ситуација веќе неколку недели е доста актуелна во јавноста. Ако секојдневно премиерот и пред малку на говорница јавно не охрабруваше да пријавуваме секаква неправилност и секојдневно повикува на професионална работа на сите вработени, каде што ги охрабрува да пријават секаква неправилност, нагласувајќи дека тој ќе го има тоа во предвид и навистина ќе се заангажира, со овој случај тоа всушност и не е така. Во јавноста самиот инспектор на една од телевизиите во едно гостување кажа дека откако јавно зборуваше за овој случај, односно откако утврдил неправилност за стекнување на звање од еден универзитет, односно од Тетовскиот универзитет, каде што тројца високи функционери од владеачкото мнозинство се стекнале незаконски со повисока титула, по изнесувањето на овие податоци во јавноста навистина се појави за голема заинтересираност, што е нормално нели да се привлече вниманието со откривање на еден ваков скандал. Па оттука самиот инспектор спомена и дека овие документи до кои што дошол при извршување на увид на Тетовскиот универзитет ги испратил до антикорупцијска и ги испратил лично до премиерот Заев. Почитувани колеги, доколку премиерот веќе ги имал можност да изврши увид на овие документи, не интересира што од ова е превземено, а ние не сме запознаени. Затоа што информацијата со која што ние располагаме е тоа дека овој инспектор кој што се охрабри јавно да зборува за злоупотреба на функциите, односно на службената положба и на незаконското стекнување на повисоки звања од одделни функционери, всушност наместо да биде награден, овој инспектор беше повикан на дисциплинска одговорност. Доколку овој инспектор, бидејќи ние немаме увид на целокупната документација, не можеме да тврдиме дали овие функционери законски или незаконски се стекнале со повисоки звања.
инспекторот, а јавноста ќе имаше можност ова да го докажат на едно транспарентно во една транспарентна постапка, каде што во процесот на дисциплинската комисија, доколку беа пуштени новинарите и јавноста беше запознаена со целата постапка, може би ќе беше обелоденето дали инспекторот ја зборува вистината или пак инспекторот направил некој пропуст во текот на извршување на неговата задача. Бидејќи беше скратена оваа транспарентна постапка, останува да виси уште поголем сомнеш дека функционерите од владеачкото мнозинство на вистина нешто направиле спротивно на законот. Па ме интересира, бидејќи тука беше председателот на владата, сакав него лично да го прашам, како господинот Заев го оправдува овој процес, затоа што ова не е ништо друго, туку криење на криминал и што е најтрагично, за целата оваа ситуација не е свесна само македонската јавност, туку оваа ситуација е следена и за оваа ситуација е запознаена и Европа. И како овие случаи ќе влијаат на нашиот влез во Европската унија? Како очекувате граѓаните да имаат доверба во институциите, кога сведоци сме дека кога професионалци од институциите постапуваат законски и разоткриваат криминал или злоупотреба на службена положба, завршуваат со дисциплински казни, како што е случајот конкретно и со инспекторот Ѓорѓи Левски. Почитувани колеги, навистина доколку се залагаме сите ние да имаме едно општество за сите, ако се залагаме и зборуваме дека законите треба да важат за сите, дека правдата треба да биде еднаква за сите, зошто тогаш, независно од функциите, не се постапува исто спрема сите оние кои што го прекршиле законот? Ке повторам, доколку има утврдено неправилности во работата на инспекторот, зошто тогаш јавноста немаше можност и увид во моментот кога тој беше повикан на дисциплинска комисија, јавноста да слушне што и како има да изнесе инспекторот. Вака, уште повеќе, останува сомнежот дека навистина станува збор за злоупотреба на функцијата на одделни функционери од власта. Очекувам одговор да добијам од представникот на владата, затоа што од председателот на владата, се извинувам, затоа што ова навистина е скандал од големи размери, доколку ова се случеше во некоја друга европска држава како Франција или Австрија и Словенија, досега овие функционери ќе поднесеа оставка. И не само што ќе поднесеа оставка од морална одговорност, туку ќе се најдеа и пред лицето на правдата. Ќе сносеа соодветна правна одговорност. Искрено очекувам да добијам одговор, затоа што јавноста навистина е заинтересирана по однос на ова прашање, но и ова може да биде еден позитивен пример и охрабрување за сите вработени во институциите да работат професионално и одговорно и без страв да пријават неправилности, без разлика дали се сторени од функционери или од некои други вработени. Последното прашање се однесува на министерот за здравство. Исто така не е присутен во просторијата. Па имајќи во предвид дека министерот за здравство милува да говори на говорници тогаш кога немаме дополнително прашање за него, еве сега ќе му дадеме можност да ни одговори на едно конкретно прашање. Почитуван министер, ве молам да ми одговорите дали во Република Македонија ги има сите вакцини во сите вакцинални пунктови. Доколку ги има, добро, доколку ги нема, ве молам одговорете ми која е причината. Благодарам.